Благодарам, почитуван председавач со Комисијата Бојан Стојановски, почитувани пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани радовишани. Ова е амандман со кој бараме 105 милиона денара за регулација на атмосферските води во општина Радовиш, затоа што во последно време загрижува оваа негативна појава во градот, имено после секој малце посилен дожд, воопшто не станува збор за пороен дожд или за поплави, имаме проблеми во градот од сериозен обем. Имено на удар се повеќе улици, пред се улицата Илија Лексов, булеварот, центарот Дане Трајков, ударните точки на пороите, долниот дел од градот и на некој начин представува сериозен проблем кој мораме час поскоро да го решиме. Овие средства ги бараме со цел истите да се искористат строго наменски, да се регулира атмосферската канализација која веќе на некој начин не го дава посакуваниот ефект, иако во голем дел од градот има сепарирана, издвоена атмосферска канализација. Меѓутоа не навлегувам во историја на истата, на доградувањето на истата, добрите, лошите аспекти кој како ја надоградувал. Меѓутоа имаме сериозен проблем да во последно време истата делумно не функционира и едноставно водите се излеваат по улиците на градот и целосно се преплавени. Не сакав да не успеав, сакав, меѓутоа не успеав да ги понесам сликите, да видите за какви сериозни работи станува збор. За жал, на некој начин од Министерството немаме разбирање за овој проект, меѓутоа се надевам дека пратениците ќе смогнат сила да имат разбирање за истите, затоа што проблемот постои, а општината со губењето на концесиите од рудникот Бучим, кој повторно се случија за време на оваа влада, од оправдани или неоправдани причини, останавме без сериозни средства и едноставно општината, знаејќи дека многу млади и возрастни секакви граѓани од различна возраст ја напуштаат, едноставно ги снемува фондовите и се помалку има ликвидност во истата. Доколку сакаме да ја подобриме инфраструктурата, ова е сериозен проблем, надвор од тој што зборев со амандманот за решавање на поплавите на Радовишка река. Значи овде е стрикно наменски за еден сегмент во централното градско подрачје, да ги решиме овие проблеми. Сметам дека овој амандман треба да се прифати и на некој начин да му помогнеме на Радовиш. Во суштина помагаме на граѓаните, а граѓаните ги има и од ВМРО-ДПМН, и од Социјалдемократскиот сојуз, и од Турска партија, и од други партии, така да воопшто не значи дека менуваме средства политички, туку едноставно се однесува за сите граѓани и бенефит ќе видат сите. Во спротивно останува грдата слика да после секој дожд едноставно улиците се заробени, водата е насекаде и движењето на луѓето е проблематично. Да не должам многу, сметам дека ќе наидеме на разбирање за овој амандман. Има можности да се лоцирани средства и дека истиот ќе биде усвоен од пратениците. Благодарам.